со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден во кругот, поштовани слушатели. Денеска е уште една среда, една октомвриска среда, која што ќе посветиме темата на едно исклучително значајно прашање кој што во Македонија пред 2 дена почна да станува актуелно, со оглед на тоа дека станува збор за прв пат објавување јавно во форма на архивска граѓа, документации кои што се поврзани од историјата на Македонија, од еден период, едно функционирање на безбедносните тајни или како сакате наречете ги служби од 45-та година по создавањето на Македонската современа држава и тогашната Југословенска федерација. Со оглед на тоа дека овие документи за кои што во јавноста од секојаш постоеше интерес за еден период и беа достапни, меѓутоа само за личностите кои што беа предмет на обработка, потоа низ процесот на лустрација можеше да се прочитаат одреден број податоци, факти за лицата кои што беа лустрирани, но сега веќе сето тоа станува процес кој што ќе може секој да го прочита, особено она што веќе е публицирано и објавено во таа прва едиција која што се состои од 9 тома на 16 книги, некаде над 13.000 страници. Ова е денешната тема, ќе разговараме подетално за сите можни аспекти, што има и како има, и зошто е објавено и како е објавено. Мој денешен гостин, претпоставувате, директорот на Државниот архив Филип Петровски. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Прво прашање, имаше ли обиди за обструкции да се објави една ваква книга? Имаше. Се уште владее едно чувство на страф и автоцензура кај одредени интелектуалци, иако не би требало, бидејќи зборуваме за 25 години независна Република Македонија, во која што правото на мислење и изразување е загарантирано со устав. Сепак некои стравови се пренесени од минатиот систем и ова што го содржа досијата некои сметаа дека е премногу страшно за да го види македонската јавност. Па сепак тимот кој што работеше со мене и јас лично сметавме дека ние сме му должни на македонскиот народ, на македонската јавност едно вакво отчетување, објавување на една ваква документација за да расчистиме со минатото и за да дадеме прилози кон современата македонска историја. Затоа што во овие досиеа ќе видиме многу елементи, многу личности, многу настани кои што досега не ги забележала македонската историска наука и всушност по тие процеси за тие имиња имаме празнина. На овој начин ние мислиме дека може да се дополни македонската историја, да не бидам преамбициозен да кажам дека треба да се напише повторно. Затоа што таа беше обременета од периодот од 45 до 90 година со идеолошка инстанца и се пишуваше само за настани кои што беа официјално дозволени од тогашниот ЦК. И не само оваа едиција, повеќе пати сум спомнал и дека Илинденските сведоштва, тоа е друг фонд кој што содржи околу 7000 страници на сведоштва на луѓе кои што учествувале во Илинденското востание и борбите за ослободување на Македонија. Тоа е едниот фонд и овој фонд кој што се досијата на тајната полиција. Практично се фондови за кои што цело време се одбегнува било каква анализа, било каква дискусија и се на некој начин табу теми. Законот му дозволува на архивот да ги објави. Тоа сега да прашам со оглед на тоа дека во јавноста веќе се кружи, може ли да се објавуваат, не може да се објавуваат. Да, може да се објавуваат. Да расчистиме на работа. Да. Станува збор за период под кој што е симната на знаката, строго доверливи, тие се архивска граѓа и веќе со предавањето од страна на Министерството за внатрешни работи во архивот на Република Македонија е симната тајноста, значи не се работи за тајни, односно класифицирани документи,
а со законот кој што се уредува работењето на државниот архив, целата граѓа која што архивот ја поседува, која што е значена за научни и историски истражувања, ние имаме право да ја објавиме. Дополнително околности тоа што веќе не постои закон за лустрација кој што тоа го регулира. Да, до минатата година Комисијата за лустрација обавуваше една друга функција, значи истражуваше да види кои луѓе се стекнале со општествена предност со своето соработување со тајните служби или, ако сакате популарно, со кодошење на други луѓе, и тоа е еден сосема друг процес. Ние не лустрираме, ние објавуваме документација која што е сведоштво за едно време. Нас не интересираше дали е некој жртва или соработник. Знаете, од проста причина затоа што има луѓе кои што биле жртви, па подоцна под притисок станале соработници. Има луѓе кои што биле жртви, па соработници, па повторно станале жртви. Има луѓе кои што менувале страни, што може би сосема оправдано за да се спасат. Така што преамбициозно е ние да ја дадеме оценката. Оценката треба да ја даде на овие материјали јавноста, а стручната оценка треба да ја даде историската наука. Но ако историската наука и јавноста ги немаат на увид овие страни, тие тогаш не се дел од историскиот процес и на некој начин се препуштени на заборав. Темата е толку голема, толку многу страдање и солзи, и толку многу луѓе се уништени и човечки судбини. Ако сакате и комплетно модерната македонска мисла која што себе се гледала во сосема поинакво општествено и политичко уредување, која што имала тенденција и желба да се спои со браќата во другите делови на поделена Македонија, е сосема избришана, да не кажам ликвидирана. Направени се неверојатни зафати сето тоа да се направи така како што е направено, и сите кои што имале таква мисла да бидат избришани и од историјата и од учебниците, а врз нив и нивните семејства. Документации може тој процес да се прочита? Да. Значи, можеме да видиме многу сериозни прогони, можеме да видиме дека цели семејства се уништени. Моја предпоставка, односно моја идеја беше, и затоа сакам и од тука да повикам јавно, жртвите на тој систем, значи нивните деца или нивните семејства или нивните пошироки обкружувања, да пристапат кон државниот архив и да дадат дополнителна документација. Оти досието на една личност е само еден агол. А голготата која што таа личност ја имала поради тоа досие се сосема поинакви агли, затоа што поради тоа не можеле да се вработуваат, поради тоа емигрирале некои од државата. Нивните деца биле омаловажувани. Исто така, втората или третата генерација не можела да се етаблира. Така што на некои од тие жртви голготите им се провлекуваат со децении после настаните за кои што се инкриминирани, и добар дел од нив никогаш не успеале да се вклопат во општеството. Филип, ќе разговараме поединечно за сите 9 тома кои што се според мене, ако успееме во еден сат. Во кратки црти, сепак не. Меѓутоа сакам претходно да прашам, со оглед на тоа дека се уште книгата не е прочитана, претпоставам дека реакциите ќе следуваат понатаму. Подготвен ли е државниот архив до крај да го брани овој проект? Апсолутно. Јас и сега го бранам овој проект. Ние зборам и од аспект на помош, на соработка со историчарите, со оглед тоа дека им нудите на тацна една документација која што само треба да ја читаат. Ништо повеќе. Само како што кажав пред малку, ние само го започнуваме сега процесот. Овој процес не е со ова завршен. Ние ги објавивме досиеата. Врз основа на тие досија ќе ги повикаме жртвите од поширокото обкружување во тие семејства да дојдат и да ни дадат и своји лични видувања. Ние вчера имав средба со жртва, дете на наследен македонски патриот, кој што ми донесе досието на татко му, но ми донесе досието и на дедо му. Значи две генерации кои што имаат досие во тајната полиција, во 2000 година го искористиле законот и ги повлекле во оригинал. Сега ми ги донесе да ги видам, затоа што сакавме да споредиме дали воопшто ги има во државниот архив, бидејќи забележавме дека дел од досијата недостасуваат.
Она што ми го донесе е подцртано, па ќе го споредиме со она што не е подцртано, бидејќи многу е подцртувано. И исто така забележав еден феномен дека тој како трета генерација има се уште се чувствува како жртва. Значи тоа е возрастен човек од своји, не знам, 50 на години, кој што во својата психа има врежано дека е жртва, дека бил секогаш омаловажуван, дека бил на некој начин граѓанин од втор ред. Тоа е нешто што мора да се исправи. Тоа е нешто што мора да се извлече на површина и да се објасни дека последиците од водењето на досие не се само врз личноста за која што е водено досието. Станува збор за големи општествени групи. Предпоставувам дека ако ги прегледаме и линденските сведоштва и досијата кои што ги водеше тајната полиција, станува збор за најмалку 300-400 илјади луѓе кои што се засегнати во Македонија. И ние немаме ни социолошки истражувања кој е импактот од уништувањето на таа македонска мисла. Они податоци кои што ја објавите врз основа на тој извештај на поранешната влада на Македонија покажува дека 10% од населението било по еден период предмет на обработка. Да. Специјалната комисија која што била формирана за да го истражи делувањето на тајните служби после расчистувањето на Тито Соранковиќ, бидејќи веројатно и тука се спремало чистка во тоа време, сакала да утврди што се случувало во тајните служби и самите го запишале, ја запишале бројката од 137.000 досиеа. Ние денеска чуваме 15.000 досиеа. Останува отворено прашање каде се тие 120.000 досиеа. За 13% од вкупните досиеа. Да, а бројката од 137.000 е скоро 10% од вкупното население во 60-тите години во Македонија. Имало некаде нели околу 1,5 милион жители. Практично се покажува големината на злосторот дека секој можел да биде на мета и мислам дека допрва ќе треба да се истражува какви се последици има оставено врз општеството, врз семејството во Република Македонија, да не зборам врз патриотската мисла. Имате ли некаква можност за соработка со останатите југословенски центри кои што можеби веројатно сигурно чуваат дел од такви досија, иако поставам дека Хрватска, Србија веројатно тешко некогаш дека ќе спроведат процес на лустрација, дека ќе ги отворат овие документации. Меѓутоа, постои ли некаква можност барем да се добие некаков податок, некои досија кои што се врзани барем само за македонски личности од овие центри? Белград е исклучително тежок центар за соработка. Архивот на Србија не сака да соработува на оваа тема. Процесот на некој начин на проверка на архивите кои што се создадени во време на Југославија закочен. Нема добра намера да се тие архиви прегледаат, евентуално скенираат и на некој начин да се поделат, бидејќи се собственост на сите поранешни републики. Можеби ќе се промени таму времето, па еден ден ќе... Јас лично не верувам, бидејќи инфраструктурата која што имаше УДБА, како во Македонија, така и во Србија и во Хрватска, имаше доволно време затоа што задосни процесот на лустрација да се трансформира во демократска УДБА. Тоа значи дека се префрлија во бизнисите, се префрлија во медиумите, се префрлија во невладините организации. На крај создадува еден апарат кој што тешко може било кој да се справи. Благодарам, тој е првиот дел, општиот дел на кој што разговараме, тука правиме кратка пауза и потоа се префрлуваме на се она што значи поединечна анализа на овие 9 тома. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштени слушатели, повторно во кругот назад, мој денешен и ваш гостин Филип Петровски, директор на Државниот архив на Македонија. Зборуваме за историската едиција која ќе отвори многу вистина во Македонија, поврзана со објавувањето на архивската граѓа од поранешните тајни служби. Господин Петровски, првиот том е посветен на всушност и континуитетот на работата на тајната служба до, како што покажуваат некои податоци, до 2000 година. Тоа е идејата и идеологијата на ВМРО како институција, у тоа време организација, која што иако е формално од 34-та распуштена како организација, сепак била веројатно на југословенските тајни служби страф и трепет за
како мисла би била предмет на сериозна обработка според оние податоци кои што ги објавите, оно што може да се види дека голем број личности до сега веќе од 45-та почнуваат да бидат оформувани како идеолошки противници на југословенската мисла или пак како се нарекува тоа, загрозување на безбедност на Југославија. Пресметката со македонците и со ВМРО започнува најеклатантно на 7 јануари 1945 година со тука во близина масовната ликвидација на Кале. И тоа не е крај, туку само почеток. Се пресметале со сите што размислувале поинаку. До тогаш веќе КПМ и КПЈ има донесена одлука каква идеолошки структура сака да градат на овие простори и влегуваат во сериозна пресметка со сите неистомисленици. Таа пресметка не е вербална, таа пресметка е со физички ликвидации. Како што ви кажувам, допрва треба уште малку да се доистражи целиот овој процес, затоа што украдена е македонската историја. Повеќето македонци сакале да одат на Солун и ја гледале историјата на југ, а не на север. Никој од нив не се наоѓал со идеја дека треба да загине на Срем. Сега произлегува дека праќањето на македонците на Срем е буквално за да се обезглави тоа движење во Македонија, а оние што ќе останат веќе почнува пресметката со судења на сите групи за на ова млади. има јасни податоци кои покажуваат во објавените досија, така? Да, значи во 45-та година почнува масовна ликвидација и политичка пресметка и судски процеси на сите групи кои што не се сложувале со овој план. Така што вие имате судење на 20 годишни млади луѓе кои што имале поинакви идеи. Со тоа процесот на формирање на македонската држава во друга насока, како независна и посебна држава, е насилно запрен. За ова ние немаме објавено официјална историја или имаме срамежливи обиди да се опише. Затоа што и недостасуваат документи, за ликвидациите масовни не постојат документи, така што државата ќе треба на друг начин да се осврне кон нив. Треба да се отворат истраги, треба да се обвинителството треба да се позанимава со оформување на предмети. Тоа се злосторства кои не застаруваат. И ние мораме да ги истражиме и мораме да откриеме кои се инспираторите и зошто, и мора да бидат објавени нивните имиња пред историјата. Ако нема документи, веројатно ќе биде многу потешко, но постоја за жал во овие 25 години, добар дел веројатно се починати, но постојат начини индиректно да се дојде до вистината. И ние не смееме да се откажеме од доаѓање до вистината. И практично првиот том е тоа, пресметката со ВМРО веднаш по 45-та година. За да не се роди идејата за создавање... За да не се роди, да. За да не се роди идејата. И подведувано е ВМРО и ВМ како псевдоним за Сончо Михајлов, во е подедно. Да, со оглед на тоа дека оваа територија веќе била слободна, тука лесно можела да се развие и ако се остави така идејата на ВМРО како за независна и собствена држава, и веројатно после било многу потешко да се контролира. Затоа било решено. Затоа е направено еден многу сериозен пресек. Пресекот е поврзан со многу жртви. Има ликвидации во Велес, има ликвидации и врз основа на што добивените документи, врз основа на што биле ликвидирани тие со категоризација дека се пробугарски, лепени се етикети. Етикетите се многу лесни ако вие некого прогласите за Ванчо Михајловист или пробугарски ориентиран. Меѓутоа не постои процес, не постои доказ дека е тоа навистина така. И практично сите добро упатени знаат, бидејќи се уште се живи потомците на тие партизани или тие комити од Втората светска војна, бидејќи меѓу себе до 43-та година и така се нарекувале. Сите луѓе што биле под оружје во Македонија биле спремни да одат на југ, а биле 70-на илјади. И биле подготвени да ја ослободат Македонија.
Меѓутоа, направен е сериозен рез и тој рез доведува до формирање на друга политичка единица, Југославија, а луѓето се брутално Вториот том индиректно е врзан Информбиро како процес. И сега тука мене малку ми е чудна една ситуација ако зборам историската слика која што има Македонија. Ако голем дел од луѓето кои што биле судени за соработка, нели, или процесот на блискоста до Советскиот сојуз, а од друга страна биле најголем дел од тие осудените биле десничари по убедување, што нема никаква логика со функционирањето на социјалистичкиот систем на Советскиот сојуз. Како успевала тајната служба да ги става во исти кош инфобировци и ВМРО-вци по идеја? Па пак е подсетам 137.000 досија, тука во исти кош влегло се. По разидувањето на Тито со Сталин во 1948 година започнува нов процес на идеолошка пресметка. Тоа е можно блиско до 1945 година, меѓутоа тоа е процес на пресметка во левицата во главном, но според моите истражувања што ги направив на досија кои што ги лоцирав во Хрватска за досија на осуденици на Голи оток, бидејќи истите во Македонија ги нема, се уништени и за тоа исто така треба да се отвори истрага да видиме кој ги уништил и зошто ги нема во Македонија, бидејќи своевремено се поделени на сите републики и така е и сочувана дел од документацијата за македонците во Хрватска. Не е јасно како се случило тоа и мислам дека ние имаме право да знаеме и треба државата и на тоа посериозно да се сврти. Но според досијата што ги сретнав и ги прегледав, 30 досија прегледав во Загреб, може да се види дека Голи оток бил затвор каде што се испраќале и ВМРО-вци, но и досија кои што се етикетирани како досија на џепчи, кратци и така натаму. За да бидеме сигурни дека тоа навистина биле кратци, треба да се изврши темелна анализа на тие досија, прво треба да ги добиеме, треба да се направи анализа и да се спореди дали навистина е така или тоа биле етикети колку да луѓето се испратат таму, а документацијата е фалсификувана за да еден ден не се дојде до сознание дека била идеолошка пресметката, туку дека ете тоа било затвор како и секој друг. Значи таму имало идеолошки затвореници. И десничари. Интересно. Третиот том е врзан со помалку познати судбини. Тоа веројатно идејата е да се даде слика на пресекот на она што значи она што збориме 137.000 досија, односно дали тоа значи дека тајната служба се плашела од секого во Македонија, дека ќе секого може да се развие идејата за мислата за своја независна држава, па сето тоа морало да биде под присмотра и под контрола, барем додека не се утврди дека не е опасен за понатаму. Секој бил на мето. Третиот том има 20 досија на 790 страници. Намерно го насловивме како помалку познати судбини, баш за да покажеме дека на некој начин секој можел да биде на мета. Јас имам еден прашалник за лично досие од третиот том, каде што пишува дека Димитар Јоновски, кој што е роден во 31 година во Леринско, Грција, бил извршител на писмена непријателска пропаганда. Против него покренале кривична пријава и поради тоа му е водено досие. Истиот бил учесник во граѓанската војна која што се води во Егејска Македонија во 46 година. Подоцна морал да замине преку Албанија во Русија, затоа што 48 година Македонија, тогашна Југославија, ги затвара границите и ги остава на цедило борците македонци што се таму и практично се оставени на милост и немилост. Дел од нив се убиени со напалм бомбите, а најголем дел се емигрирани. И за него се води едно досие и подоцна се истражува неговото пишување на поезија. Че замислите кој ждановизам е тоа. Само обични луѓе кои што... Да, тој е обичен човек во 70-те години
човеков си печат и своји творби. Песните се оценети како непријателски, во кои злонамерно е прикажана општествено-политичката состојба. Што може овој човек да прикажува кога бил оставен на цедило, кога сосема една друга идеја имал за тоа како треба да делува Македонија, во кои граници да биде, и кој што бил принуден да промени повеќе држави за да го спаси сопствениот живот. За тој во периодот кога овој документ настанат, пишувал песни, че не фрлал бомби, немал оружје во рака, не бил терорист. Тој бил човек кој што пишува свој израз, веројатно својата мака изразувал. А на некој но не му се биле допаѓа. оценети како непријателски и злонамерни. Така што му се покренува кривична постапка и едноставно станува на тој начин дел од македонската историја. Благодарам, тука мора да направиме уште еден пресек, една кратка пауза и потоа се враќаме веднаш. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Што слушатели, во вториот дел од денешната емисија, мој денешен и ваш гостин Филип Петровски, директор на Државниот архив, се видуваме во овој час ефективно да разработиме повеќе елементи од ова значајно капитално дело кое што во секој случај ќе промени барем во одредена мерка македонската историја или пак ќе издаде на виделина многу вистини за кои што некои изминативе повеќе од како му дојде 45-та до денеска повеќе од 70 години се обидува да молчи или да ја соцкрие, да ја зацкрие, да ги зацкрие на страна, но со оглед на тоа дека тоа се оригинални архивски документи на полицијата од тоа време и подоцна. Тука имаме многу ситуации кои што може да се излечат многу јасни вистинити слики. Зборуваме на тоа дека секој обичен граѓанин во Македонија можел да стане предмет на обработка на тајните служби, веројатно било доволно некој да посочи или пак некој да се посомнева во некого. Што имаме во тие 20 досија, вака блиц пресек, што ги имате селектирано, што се објавени, поврзани за едно зборувавме за поезија, другите се што ви остави печаток па да бидат токму тие селектирани. Значи доволно било да зборувате, не мора да имате писмено објавено песна. Зборување дома, кај комши, на работа. Тајната полиција имала инфилтрирано свој човек во секоја работна организација. Оно извештај што го споменавме од 65-та година, 66-та, утврдил дека во големите предпријатија во тогашна Социјалистичка република Македонија има случаеви каде што тајната полиција поставувала своји оперативци за директори. Што значи дека буквално го контролирале целиот општествен процес. Знаете дека ако, не знам, во тогашна железара или не знам, пивара или не знам која друга голема фабрика или Годел или МЗТ, вие поставите директор кој што е оперативец на тајната полиција, дека тој лесно ќе постави мрежа која што ќе ги контролира сите вработени. Во тој извештај е интересно што констатира дека во тој процес до се колку се 20 години, така, 60 и која година е? 65-та. 65-та година, 20 години подоцна, се констатира дека тајната служба станала премногу моќна. Држава во држава се констатира дека се следени неоправдано телефонски комуникации, дека се отварани писма, дека некои луѓе имаат веќе 20 години досија, што значи дека 45-та им се отворени и се уште во 65-та се активни тие досија. Меѓутоа тоа не значи дека после тоа службата била ослабена, туку веројатно пренасочена во друга функција, пак се останала моќна, само за Знаете што, значајно е за нас од историска перспектива е значајно дека тој извештај го направила тогашната номенклатура на власт која што е иста идеолошка матрица со тајната служба. Значи сами за себе го направиле тој извештај. Друго ќе беше облажувало немало докаде више. Друго е од денешна перспектива, ако направиме извештај ќе бидеме обвинети за политички партизам, партијаштво, пресметка на едни со други и така натаму. Но ова си го направиле самите за себе. И затоа служи како еден светилник, објаснува многу работи, прилично е детален тој извештај, објавен е во првиот том, може и да се прочита.
исто така не е никаква тајна тој извештај, но бил едноставно надвор од интересот за посериозна анализа од историската наука. Но тој извештај покажува колку е опасен и голем апаратот. Апаратот останал толку активен цело време, останал активен до 2000 година. Она што се очекуваше дека запрело во 91 година, низ овие документи се гледа дека воопшто не запрело. Дел од документите беа уништени, односно не се предадени во државниот архив, но за среќа јас ги сочував низ оној период на собраниски процедури. Тоа се два такви случаи, баремо овде едно досието темел, второто е досието на Доцев и тоа е веројатно веќе четвртиот том на кој се префрламе и досието на Методи Андонов Ченто. Тука имаме две слики според мене низ мој пресек на гледање на ситуацијата. Едното е кое што покажува тоа дека некој во Македонија веројатно по снежните години или во текот на со оглед на тоа дека Доцев го имал 2000 година досието, веројатно полосно досието исчезнува. Правел селекција, бришал, кинел листови, цели досија уништувал. Втората слика од тој том е веројатно дека Ченто е веројатно единствениот кој што помина низ процес на некаква правна рехабилитација во Македонија, меѓутоа ние немаме она што го збореше на почетокот, покренување одговорност на или лоцирање на одговорност, а покренување одговорност тие луѓе денеска не се живи, ако речеме ако биле карикираме обвинители такви. Меѓутоа е добар пример дека може низ правна процедура, зборам на Ченто, да се покрене постапка, да се лоцира одговорност и вина и голем дел од овие луѓе низ правна процедура да ја постигнат онаа правна лустрација, односно сатисфакција која што има. Само Ченто, ја не познам друг случај, не знам сега дали има ли правната процедура покрена друг случај, али Ченто е завршена. Се сложувам, но го објавивме неговото досие затоа што тоа не може да се најде на друго место. Иако за него многу се зборуваше, изграден е споменик, полека почнува да си го добива заслуженото место во нашата историја. Сепак немавме доволно сознанија и не се доволно експлоатирани документите да се види како постапувала тогашната идеолошка матрица со своите неистомисленици, па макар биле и председатели на президиум на АСНОМ, само затоа што Ченто мошне јасно има нагласено дека чувствува долг за обединение на македонскиот народ и тоа било негов последен долг. И тоа е документ од 25 октомври 1946 година од јавното обвинителство, кога тоа е сослушуван. И практично многу е значајно да се види како овој човек размислувал, дека не размислувал во рамките на Југославија или во рамките на утврдената идеолошка матрица, туку имал сосема поинакви размислувања за Македонија. И вели дека македонскиот народ е многу измачен, особено со поделата на 3 дела во 1912. Поради тоа, доколку би успеал, би се префрлил во Америка, ако му се дала можност, со свој политички став, јасно би го изнесол со цел да допринесе за обединувањето на македонскиот народ. Знаете, ова мисла тогаша и денеска е ерес. Да, веројатно. И денеска е ерес. И ние имаме историски долг кон него, но и кон луѓето што се споменати тука, односно македонскиот народ, кој што е поделен и на вистина е поделен. И треба да се знае дека е поделен. Да го изнесеме во историски документ, да биде на увид. Не само на историчарите, децата треба да учат за ова. Во образовниот систем треба да влезе ова. Мора да се знае вистината. Таа е сокриена. И се надевам дека со оваа едиција ќе допринесеме да се разбудат интересите и на интелектуалците, на оние што ги пишуваат учебниците, оние што истражуваат на идни докторати, дури и се надевам на поголеми средби на научниците, дебати отворени. Зошто ова е избришано од историјата? И како да се врати назад? Петиот том е врзан со
диаспората, условно кажано, со емиграцијата или како се нарекува модерно диаспората со еден збор. Тука архивот, односно документациите даваат една нова димензија дека всушност ние Македонија како држава од Македонија луѓето не се иселувале баш само за пари, туку голем дел од нив заменувале поради идеолошки притисоци, поради серија на веројатно на закани и притисоци, меѓутоа интересен моментот што во диаспората таа идеја останала нивна како идеолошка матрица на која што работеле, односно или функционирале, меѓутоа службите и таму ги Јас успеав да видам дека како некои податоци од она што ги има во книгата, ситуации кои што се следени од чекор, голем дел од исто така обични луѓе македонци кои што живеле по Австралија, по Америка, по ајде да на пресек малку околу ова што све има во тој том поврзано околу основната теза која што мора да се разбие е дека нашата емиграција била само економска, додека, да речеме, хрватите и словенците имале политичка емиграција. Ова е тотално невистинит став, позиција, аргумент, затоа што истиот е користен за да може да се успие домашната публика, домашната јавност и да се намали значењето на емиграцијата, односно се создаде едно чувство за безпомошност и небитност кај целиот народ. Напротив, македонската емиграција, која што е предмет на сериозен интерес на тајните служби, била мощна, силно политички организирана и ангажирана. Тие имале своји вестници, имале своји здруженија, имале своји политички ставови и имале своји политички активности. Пишувале писма до сите важни светски институции, до Обединетите нации, до земјите во кои што се наоѓале, изразувале политички ставови и опишувале проблемот на македонскиот народ. Вие знаете дека Драган Богдановски и да речеме Шамбевски и другите и го имаат оформено движењето за ослободување и обединување на Македонија. Поради тоа што така делувале, тие биле изложени на сериозна анализа. Драган Богдановски е киднапиран и донесен во Југославија, но има и политички екзекуции. Шамбевски. Да. Не е разјаснето во кои околности се случува неговата смрт. Што значи еве дополнително мотив да истражуваме со обвинителство кој е замешан, ако е замешан во еден таков грозоморен чин. Ќе ви кажам дека пред месец дена се случи осуда на двајца хрватски удбачи кои што имаат вршено во Германија ликвидации во истиот тој период. Така што овие злосторства не се застарени и треба да се истражуваат сериозно од страна на државата, што ќе покаже дека практично мораме да го смениме односот кон целата емиграција и мора да ја сметаме како иселена Македонија, која што не била во можност да ја реализира идејата за слободна, независна и обединета Македонија тука. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштени слушатели, во финишот од денешниот круг ние имаме уште многу кратко време, уште многу томови за разгледување, меѓутоа ќе направиме некој спој, затоа што сакам да ги завршиме сите. Господин Петровски, покрај емиграцијата, тука се наред се уметниците како предмет на обработка и борците за независна и слободна Македонија како веројатно сите тие можеме да и обединета Македонија, што е интересен момент. Сите тие можеме да ги калкулираме и во нишката на целата идеја, односно всушност на идеологијата, така таа идеологијата и на следените за ВМРО, идеологијата веројатно и на голем дел од оние кои што и во илинденските сведоштва. Така што тоа е основата на македонската историја која што е избришана. И не можам да се сложам со тоа овие работи да останат надвор од макар историскиот процес на анализирање и опишување.
Никој од македонците после 1913 година кои што учествувале во овие процеси не ја гледал Македонија како еден дел, ја гледал како онаа целина од пред тоа, бидејќи секаде во сите тие 4 дела имало македонци. И ден денеска има. Тука може да се прочитат многу интересни документи, сите оние кои што ќе може да стигнат до овие архивска граѓа, тие документи секој ќе ги прочита. Она што мене ми е интересно и што веројатно дава една сосема нова слика се последните 2 тома, иако последниот том е поврзан со илустрацијата, веројатно тука беше и обидот многу зошто тој да се спречи, како да се спречи. ВМРО ДПМН како политичка партија, значи со оглед на тоа дека целиот тој процес е воден во демократска држава Слободна Македонија, во која што идеолошките следења и по устав и по закон биле забраните, меѓутоа документите покажуваат дека постои едно цело досие кое што според она што успеав јас да го видам негде во јуни месец се дерегистрирани 2000 година некои од соработниците. Од следените, од жртвите. Од некој што на терминологијата, да. Па веројатно тие што ги следеле, може и тогаш били и тие. Точно е тоа. Сега, што во ваков случај, овој предмет отвара многу сериозна, барем од она што успеав да видам таму, биле следени членови обични на ВМРО ДПМН, председатели на местни комитети, има новинари кои што биле ангажирани како соработници во тоа досие. Некој се обиде темел да го сокрие, меѓутоа тоа остана за среќа. Меѓутоа ќе заврши ли процесот за ова само на објавување или пак како политичка партија може ли да се покрене некаква барање одговорност од тие луѓе зошто и како ВМРО ДПМН 20 години е предмет на во независна држава на 20 ќе почнам од крајот и ќе се оградам, ова не е политички став на партија, личен мој став. Лично мислам дека треба да се оформи специјално оделение во обвинителството кој што треба да ги истражува сите овие документи. Во овие документи има злосторства кои што се против човештвото, против меѓународните конвенции и тие не застаруваат. Со оглед на тоа треба да бидат истражени и треба да се откријат виновниците. Ако сакате објаснување зошто е следено ВМРО ДПМН, мене ми е јасно. Еве прочитам еден документ кратко од 1960 година и ќе ви го поврзам со ВМРО ДПМН, иако ВМРО ДПМН е оформено 90 година, 30 години подоцна. Во текот на 60 година станал член на националистичка група, која во својата дејност не ја одобрувала политиката на нашето раководство спрема Грција и си поставила во задаток борба за присоединување на сите делови на Македонија, а потоа создавање на самостојна Македонија. Сметале да тоа може да стане во услови на нова војна, поради тоа што имале намера да испечатат летоци, со кои би мобилизирале населението за таква борба. Имале намера да се поврзат и со македонската емиграција за заедничка акција. Значи се врзавме со 60-та година, со обединување на Македонија и со македонската емиграција. Знаете ли за кого станува збор? За Митко Атанасовски, односно Анастасовски, Врапчето. Пратеникот на ВМРО ДПМН во 90-та година. Сега јасно ли ви е дека континуитетот ми завршува во ВМРО ДПМН? Што значи дека службата морала континуитетот да го стопира по секоја цена со обиди за уништување, односно деконструирање на ВМРО ДПМН. Практично, според мене, службата не ни можела никако поинаку да постапи, што делувала надвор од законот и надвор од уставот по 90-та година. Тоа е веќе друго прашање. Тоа е клучното прашање. Да, за тоа реков, треба да се оформи специјално оделение во обвинителството што ќе се занимава со ова. Ова се работи кои што не се застарени. На крај крајeva, но континуитетот. Да, за мене, што јас како научник, за мене најбитно, јас не сум нити обвинител, нити можам да се занимавам со таква проблематика. Зборуваме, анализираме. Но како научник, за мене е битно дека постои континуитет цело време, кој што е сокриен и време е тој континуитет да излезе на површина, за да им стане јасно на луѓето
која била вистинската историја. Видете го парадоксот на следењето, на продолжувањето на следењето до 2000 година. Ако 90-та при формирањето на ВМРО имало потреба службата, пошто постоеше Југославија, да го следи тоа. Една година подоцна ние имавме независна собствена држава. И која е логиката, парадоксот службата уште 15 години да ја следи политичката партија, која што ако ја следи, обработува за идеја за независна држава, а државата веќе постои како независна држава, мислам. Па знаете што, тоа се кадри кои што се градени во Југославија и кадри кои што беа на сојузот на лојални на сојузот на комунистите на Македонија. Или е следена политичка идеологија да спротивната политичка партија има предност пред користејќи ја службата за политички поени понатаму. Точно, па вие знаете дека нема логика после вие да следите за независност кога имате независна држава. Значи службата работела за СДСМ како политичка партија сите тие години. Се среќава документи за македонски екстремизам во независна Република Македонија. Да. Значи тоа било само маска превес за продолжување на следење од чисто идеолошка причина за добивање предност на тогашната политичка партија која што е денеска иста држава. Таа политичка партија се преименува прво во СКМ ПДП, партија за демократска преобразба, и денеска го има името СДСМ. Тоа е истата структура. Како што овде го среќавате Врапчето од 960 до денот до кога ќе почине и неговата прочуена изјава ќе дојде ден кога врапчињата ќе викаат ВМРО, така и во другата структура среќавате континуитет и од пред 60-та година. Така што мене не ми е ништо нејасно. Многу ми е јасно зашто таа служба така делувала. Таа служба е создадена од таа идеолошка матрица и е непријател на македонското независно размислување и мислење за посебна држава, и таа служба по автоматизам продолжува да работи за таа партија. Вие имате од министри од таа партија за внатрешни работи, Чокревски, Фрчковски и другите, издавање на наредби кои што се особено засилени во 95-та година за темелно анализирање на ВМРО ДПМН. Со чиста слика дека тоа е против законски, против уставно. Да. Благодарам. Јас мислам дека успеаме да извадиме многу несуштински делови, да остане суштината во кругот. Сепак ова едиција ќе остане предмет и понатаму на анализа, уште многу работи ќе излегуваат, ќе може да се прочитаат. Јас благодарам што бевте мој денешен гостин. Посакувам и како новинар, меѓутоа и како државјанин на оваа држава, што повеќе документи да се излезат на виделина, барем да може јавност да ги прочита. Секако коментарите и анализите ги оставаме на историчарите и на оние кои што се лично засегнати во овој процес. Во секој случај документите се објавени во оригинал, нема интервенции. Благодарам, поштени слушатели, ова беше уште едно издание на Круг. Денеска е среда, 5 октомври. Круг е емисија на Трговското радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, автор и водител. Имате пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.